Гилгамеш, плоча 5. Ја наблюдуваат кедровата гора. Ја мерат со поглед вдолж и вшир, виткоста на кедровото дрво, неговата стројност, дебелина. Го наблюдуваат патот на бујакот рамниот правец, го гледаат долго светилиштето на Ирнини, сината купола на кедровата планина. Пред планината кралски гордо чува со рамна половина кедровото дрво во кралска полнотија. Кралско ликување е неговата сенка. Сон ги надоли удовите на Гилгамеш. Тревожен сон го задушуваше. На полноќ сонот заврши и веднаш му го раскажа на Енкиду. Тивко со овие зборови. Пријателе, ти ли ме викна? Што ли ме растревожи толку? Што ли ме вчудови неби час? Со рака зар ти ме допре? Ти ли ме затресе? Пријатели, повтор пат сон сонив, страшен и грозен. Сигурна планината врз која седев, пладна и се струполи пред моите нозе. Горе пламтеше ужасна светлина. Тога се појави еден маж, со прекрасен лик, со убав, услупен чекор. Ми пристапи и ми извлече од планината, ми понуди вода, ми го смири срцето, потоа ми помогна да зачекорам. Тогаш Енкиду му рече на Гилгамеш: треба да тргнеме, пријателе. Сега гледаш колку е замајувачка, колку е застрашувачка планината. Во коските страф ме пронижува. Момчето што си го сонил, што си го видел со своји очи, момчето кое те спасило, добра вест, среќа значи. Па му вели Гилгамеш на Енкиду: пријателе, повтор пат сон сонив, страшен и грозен. На врв планина седевме двајцата, седевме во полна слава. Потоа одветрум со ужасен шум длабоко пропадна планината под нас. Енкиду радосно извика: пријателе, добар сон си сонил, твојот сон среќа значи, предскажува радосна вест. Големата планина е кедровата гора, таа значи ќе падне. Големата планина е крепоста на Хумбаба, неговите камења ќе се сурнат под нас. Ќе ја заземеме кедровата гора, ќе го победиме гороломниот владетел, трупот ќе му го закопаме под тревата. Тргнаа на пат со брз чекор, 20 милји без да запрат. Сабиите ги забодеа во земјата, торбите ги отворија, се одморија. На 30 милји ноќ ги фати па си легнаа. Цел ден 50 милји зодеа, чудо едно. Пред следи сонце бунари скопаа за свежата вода, му благодарат на Шамаш. Гилгамеш се искачи на планината и пламена жртва му принесе на богот на планините со овие зборови: о планино, добар сон ми дај, покажи ми каква ќе ни биде судбината. Богот на планината преку Енкиду му го покажа сонот на Гилгамеш. Како некој кој паднал во тиња, така Гилгамеш се гравеше во калта на сонот. И навчас се разбуди од сонот кошмарен. Стана и го побара Енкиду и му рече на јунакот: пријателе, ти ли ме повика? Како да слушнав името да ми го викаш. Зар ти со рака рамото ми го допре? Или еден бог минал од тука и се наведнал за да ме исплаши? Пријателе, и по трет пат сон сонив, страшен и грозен. Небото како ранет лав рикаше, од што крвта им се смрзнуваше на живите. Земјата викаше, небаре со ужасен шум во дното на пеколот сум паѓал. Врз мршојадите на бурата седејќи со црно павтање леташе темнината и ме опколи. Шаторот на затемнетиот ден молња го параше. Облаците се згуснаа и смрт паѓаше од нив. Потем молњата светна и од височината огнот како пепел падна пред моите нозе. Тоа го сонив. Пријателе на моево срце, Енкиду, седни до мене и кажи ми што мислиш за мојот сон. Гилгамеш зема секира во раката и замавнува во стеблото на кедрот. Ја нарушува тишината на шумата. Тешкиот одек на секирата се стресува Хумбаба и скокнува. Се порева во својот бес. Кој се осмелува да сгазне во мојата земја, кој ја гази тревата на мојата планина, кој замавна во стеблото на мојат кедар. А богот на сонцето Шамаш на Гилгамеш му рече: приближи му се ти, не плаши се од него, оди поблизу и стигни го, но внимавај, не влегувај во неговиот волшебен дом. Ко брзи потоци се лееја зборовите на Шамаш од небото, кон богот на сонцето Гилгамеш се обрати со зборовите:
Спомни си, во оној свет ден во градот твоите олтари ги украсив. Сега јас, о Бог моќен на сонцето, пред тебе клечам. Го најдов најпосле патот, помогни ми да стигнам до целта. Се свива срцето на Богот на сонцето пред молбата на Гилгамеш. Ветер дувнува силен и вилен против грозниот Хумбаба. Северен ветер врзорелски крија, оркан се крева, виор див, топол ветер, ладен ветер, сеубиствен, немилосрден. Наеднаш напаѓаат секакви ветрови, 8 ветрови напаѓаат бучејќи. Хумбаба од сите страни го бијат, ни напред ни назад не може веќе, ја предава борбата тој, па на Гилгамеш му вели: слуга ќе ти бидам, ти господар биди ми, растенијата што сум ги посадил сите ти ги подарувам, земи ги притоа и сите мои кедрови, и сечи ги и изгради си куќа со нив. Тогаш Енкиду на Гилгамеш му шепне: што зборува тој, не слушај го, згасни му го животот во овој час. А Гилгамеш на Енкиду му вели: ако замавнеме силно од нашите сабји, ќе пламне и ќе згасне потем магичното зрачење на светлината, а заедно со него и сјајот. Енкиду вака му одговори на Гилгамеш: мудар пример ќе ти дадам. Кој ќе фати квачката, ги има и пилињата. Магичното зрачење на светлината да го оставиме за подоцна. Ќе се затетерави замелушена како пиле. Ти велам, со главата да завршиш најнапред, а деловите нема да преживеат. Гилгамеш го послуша пријателот. Секира во раката зеде, камате ја измолкна од појасот и со брз замав во вратот замавна на страшниот Хумбаба. Втор пат Енкиду удри и трет пат замавна силно. Хумбаба на земи се струполи. Затруби тишината страотна. Се во камен се скамени в час. Мртов е страшниот Хумбаба. На 2 пати по 2 час се слушаа како јачат и жалат кедровите. Енкиду главата на Хумбаба покрај себе ја стави во правот, а потоа ќе сече шумата со шаторски вршки. Од сабијата на Енкиду главата на чуварот се стркала. Веќе не е жив оној од чиј збор трепереа Хермон и Либан, мртове Хумбаба. Од неговиот бес веќе не треба да се плашат планините. Мртове Хумбаба и веќе немирната карпа може да мирува. И на многобројните чувари на Хумбаба, на чуварите на магичното зрачење, главите им ги одсече Енкиду. Тие 7 животи имаа и 7 пати требаше да умрат, а 8 оки панзури и ками, 8 оки оклопи и руба симна тој од рамењата на пријателот, олеснувајќи му го бремето. Потоа го најде и го отвори домот на Ану, па ги откопа од земјата плодовите на дрвјата што Гилгамеш ги беше истресол. Тогаш Енкиду на Гилгамеш му рече: Божји човеку, убij го кедарот, Божјото дрво. Во светите води на Еуфрат го старкалаа тие кедарот. Во светите води на Еуфрат го пуштија да плови кедарот.